Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката растење во односот со Бога. Четврток, 2 април. Сокот. Понекогаш да пребиваме во Христа може да не изгледа како едно од најтешките нешта што треба да се направат. Можеме да знаеме дека тоа ни е потребно, но брзината на животот не турка како река и имаме чувство дека тоа е претешко. Следењето на Бога може да изгледа како најтешкиот товар, особено за оние кои се под притисок од некој кој се обидува да ги натера да го следат Исус. Таквата религија можеме да ја чувствуваме како макотрпна работа, бидејќи се однесува на надворешни постапки, а не на она што е во срцето. Всушност, ништо друго не може да биде подалеку од она што Бог навистина го сака, а тоа е однос заснован на заемна љубов, а не само на правила. Однос за кој ние доброволно сме се определиле во заграда и во кој тој прв не избрал нас, врз основа на љубовта и слободата на избор. Понекогаш можеме деловно да бидеме поврзани со лозата, но не и вистински да престојуваме во него, со секое влакно од нашето битие. Можеме да одиме во црква, да се молиме и да го правиме она што знаеме дека е исправно, а сепак во себе да се чувствуваме суви и исушени. Вистината во врска со ова е, ние не можеме сами да се натереме себе си да престојуваме во Исуса, исто како што гранката не може сама да се накалеми на лозата. Бог прв не засакал. Тој го направил првиот чекор. Нашиот одговор е секогаш само реакција на она што Бог прв го направил за нас. Ако погледнете како виновата лоза ја преживува зимата, ќе откриете една фасцинантна вистина. Пупките на гранките дехидрираат и стануваат изолирани од системот за раст на растението се до пролет. Кога почвата се затоплува, корењата абсорбираат вода и сокот почнува да тече низ стеблото, до пупките и така го поттикнува и придвижува растот. Се додека сокот не потече низ лозата, не доаѓа до раст. Сокот од виновата лоза е како Светиот Дух во нашиот живот. Може би изгледаме како исушени гранки, но кога ќе одлучиме да поминуваме време со Бога, Светиот Дух се излева во нас како сок од корењата на растението и не враќа во живот, и така почнуваме да растеме. Исто како што мора свесно да избереме да сакаме да останеме во Исуса, на ист начин мора да бараме и Светиот Дух во заграда животниот сок да проструи низ нашиот живот. Ке прочитаме текстови од Светото Писмо. Првиот текст се наоѓа во Евангелие по Лука, 11 глава, 13 стих. И така, ако вие кои сте зли, можете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе небесниот Татко ќе им даде Свети Дух на оние кои го молат. Книга на пророк Еремија, 31 глава, 3 стих. Господ му се јави од далечина, те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Прво послание Јованово, 4 глава, 19 стих. Ние го љубиме, зашто прво тој не возлюби нас. И послание до Римјаните, 8 глава, читаме од 9 до 11 стих. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух навистина живее во вас, но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата.
Ako na вистина во вас живее духот на оној кој го воскресна Исуса од мртвите, оној кој го воскресна Христа, ќе ги оживи и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Која е клучната порака за нас овде? Светиот Дух е всушност оној кој носи раст и ни овозможува да напредуваме и да останеме поврзани со лозата. Треба секојдневно да се молиме Светиот Дух кој е тука на земјата со нас. Да биде наш утешител, читаме текст од Евангелие по Јован, 14 глава, од 16 до 18 стих. И јас ќе го молам мојот татко, и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Да ни го открие Исус, читаме во Евангелие по Јован, 15 глава, 26 стих. А кога ќе дојде утешителот, кого јас ќе ви го испратам од таткото, Духот на вистината, кој излегува од таткото, тој ќе сведочи за мене. Да не осведочи за гревот. Евангелие по Јован, 16 глава, читаме од 7 до 8 стих. Сепак, јас ви ја кажувам вистината. Подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам, а кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. Да не упати во секоја вистина. Читаме во Евангелие по Јован, 16 глава, 13 стих. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша, и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Послушајте ја оваа листа повторно. Како секој од овие аспекти на дејствувањето на Светиот Дух влијае на вашиот однос со Бога?